Во ситуација кога Македонија се наоѓа пред неколку големи предизвици, соочени со напливот од мигранти, интеграцијата во НАТО, како и актуелните проекти, денеска разговараме со министерот за одбрана на Република Македонија, господинот Зоран Јулевски. Господине Јулевски, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добре нашол. Денешниот разговор ќе го започнеме со најактуелната ситуација во изминатите неколку месеци односно мигрантската криза. Со какви предизвици се соочуваме и каква е состојбата на јужната граница? Па како што знаат нашите граѓани Република Македонија, веќе подолг период доаѓаат одредени бранови на мигранти према Македонија. Овој период во последните неколку месеци минатата година овој бран сериозно се зголеми, некаде од август минатата година. На дневна основа во одредени периоди доаѓа и по 7000 мигранти. Во минатата година низ Македонија помина повеќе од 600.000 мигранти, ако може да бројката и над таа. Веќе одреден дел, поголем дел се регистрирани, меѓутоа има некои кои што не беа регистрирани, особено во почетокот на минатата година. Во првите 2 месеца од оваа година бројот на мигранти сериозно беше зголемен во споредба со првите 2 месеца во 2015 година. Меѓутоа, врз основа на соработката на земите на оваа рута, така наречена Балканска рута, почнувајќи од Австрија, Словенија, Хрватска, Србија и Македонија, направивме одредена координација колку мигранти може да поминуваат на дневна основа низ териториите на нашите земји. Дел од овие мигранти се од области каде што се стварно зафатени со војна, како што е Сирија и Ирак, и тоа дел од овие мигранти искористија ситуацијата да се вклучат во овие движења. Имаме мигранти кои што доаѓаа од Афганистан, од Пакистан, од Мароко, земји кои што не би требало да бидат дел од оваа мигрантска група. Исто така неопходно, за да се реши овој проблем, неопходна е една сеопфатна стратегија на Европа. Во таа стратегија треба да бидат вклучени земјите членки на Европската унија, меѓутоа и сите други останати земји, како и Турција, меѓутоа треба да се реши изворот на кризата, односно Сирија. Со една ваква сеопфатна стратегија може да очекуваме да овие бројки се намалат и притисокот за премин преку оваа Балканска рута се посериозно намали. Споменавте дека во изминатите неколку месеци варираше бројот на мигранти кои транзитираат низ Македонија. Колкав е бројот во овој период и каков број очекуваме во иднина во однос на плановите кои се направени? Видите, ние како Министерство за одбрана внимателно го следиме овој процес и движењето на мигранти од Сирија према Турција и од Турција преку Грција кон Македонија. Бројките зависат од повеќе фактори. При крајот на минатата година, есента минатата година, се зголеми овој број, бидејќи на некој начин имигрантите се поврзани со социјални мрежи, доаѓаат со мобилни телефони и кога се проструи, кога се прошири веста дека може лесно се помине низ оваа рута овдека, низ Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, се ендуно зголеми бројот. Сега веќе добија порака дека оваа рута веќе не е отворена, дека ќе се пропушта само одреден помал број на мигранти кои што ги исполнуваат услови да добијат азил во Европа и се надеваме дека со оваа порака ќе се намали притисокот на мигранти кон Грција и се разбира кон Македонија. Можете значено дека ние како земји координираме и дека ова што го правиме е за бенефит за нас, меѓутоа и за цела Европа. Споменавте дека е неопходна една сеопфатна стратегија во соработка на сите европски земји, како и Турција. Кој е вашиот став и воопшто ставот на Република Македонија кон ваквата стратегија? Па, Европска унија во неколку наврати правеше напори да се изгради оваа стратегија. Во Брисел беа одржани неколку самити на кои што беше поканета и Турција, меѓутоа беше поканета и Македонија и другите земји од регионот. На сите овие самити се граде одредени стратегии, меѓутоа за жал Европа не успеа да најде заедничка стратегија за која ќе застанат сите земји. Се надевам дека во многу блиска иднина
Европа покрај тоа што има сеопфатна стратегија, таа стратегија ќе биде прифатена и од сите земји членки на Европската унија, со што ќе се создаде услови за надминување на едно од најголемите движења на луѓе, на бегалци после Втората светска војна на европскиот континент. Колкав е бројот на припадници на АРМ и на јужната и на северната граница и дали сметате дека во блиска иднина ќе има потреба од зголемување на овој број? Како што кажав на почетокот, ние внимателно ги следиме настаните. Бројот на припадници на АРМ зависи од ситуацијата. Например, последниве 10 дена, заради тоа што се зголеми број на мигранти кои што се на нашата јужна граница во областа на Идомени, каде чисто бројки поминува во почетокот 10, па 12, 14, 15 илјади мигранти, ние со врсува на овие проценки го зголемивме бројот на припадниците на АРМ. Се разбира, ние соработуваме, фактички главната одговорност законски за границата ЕКА и Министерството за внатрешни работи и ние им даваме соодветна поддршка, односно и на нивните барања реагираме. Ние како армија, како Министерство за одбрана сме спремни да им дадеме соодветна поддршка. Ние имаме разработено повеќе планови, односно опции за распоредување на нашите припадници, исто за сместување на нашите припадници во близината на границата, бидејќи во претходниот период одредени караули и касарни беа напуштени. Сето тоа Министерството внимателно го следи и внимателно го планира. Со оглед на тоа дека првичниот притисок е на јужната граница, од каде доаѓаат мигрантите, меѓутоа се соочуваме и со предизвици на северната граница при излезот на мигрантите. Тоа е точно, бидејќи она што го кажа во почетокот, овие мигранти нивна цел е да идат на север. Никој од нив не сака да остане ниту во Македонија, ниту во Србија, ниту во Хрватска, ниту во Словенија, туку да ја постигнат нивната дестинација, дали во Германија, дали во Шведска, тоа од нив зависи. Се разбира, кога има затварање на нашата северна граница, се собираат групи на мигранти во близината на Табановце. Во поглед на Табановце, ние како армија малце полесно, бидејќи веќе имаме касарна и стационирано војници кои што редовно се таму, па така да надминувањето на проблемите што на нашата северна граница го решаваме преку ангажирање на нашите војници од касарната во Куманово. По поставувањето на оградата на границата во близина на Гевгелија, по известен период беше поставена и ограда на границата во близина на Битола, конкретно кај граничниот премин Меджитлија. Можеме ли да очекуваме во иднина балканската рута да се промени и да имаме наплив на бегалци токму од овој граничен премин? Видите, како сериозна држава, како сериозно Министерство за одбрана, ние треба да ги имаме предвид сите опции и да се подготвуваме за сите опции. Една од опциите е да по затварањето на границата во близината на Гевгелија и Дојран, да имаме пренасочување на дел од мигрантите кон овој регион и во тој случај армијата ќе го зајакне своето присуство и ќе продолжиме, ќе зајакнеме и оградата што овдека ја поставивме на одреден потек. Она што реков, ние внимателно следиме ситуацијата, сме спремни да реагираме и ако се јави потреба, може многу брзо да реагираме и не само што ја чуваме оваа граница, туку да изградиме и дополнителна ограда на оваа граница овдека. По поставувањето на оградата се намалија ли некои од проблемите? Овака, фактички, она што е значено кога се зборува за оградата во Гевгелија, главна цел на оградата беше да се насочат мигрантите кон легалниот влез, каде што може да бидат регистрирани, да добијат соодветни документи и да го проложат својот пат кон север. И тоа беше целта и на ангажманот на армијата и на поставувањето на оваа ограда. Со поставувањето се насочија сите мигранти кон легалниот влез, армијата во неколку, често скоро секој ден, во помали бројки, кога 10, кога 50, кога може и до 100 мигранти кои што пробуваат да влезат на некои други делови на територијата на Република Македонија, или ги насочуваме назад да се вратат на грчката територија, а ако одбијат тоа, тоа ги пренасочуваме и ги спроведуваме до центарот за регистрација, каде што се регистрираат. Особено значајно за Република Македонија е интеграцијата во НАТО. Јас како министер за одбрана уште веднаш по преземањето на мојата функција
направив план на активности за презентирање на аргументите зашто Република Македонија треба да биде членка на НАТО. Ние покрај нормалните дипломатски и активности изградивме и посебна стратегија во рамките на Министерството. Во текот на мината година, во јуни месец, собрав една група на пријатели на Република Македонија, мои пријатели, високи функционери од Соединетите американски држави, од Британија и некои други земји, поранешни министри за одбрана, новинари како вас, членови на think tank-ови, на кој што разговаравме што може Македонија да направи до следниот самит во јули месец оваа година во Варшава. Не изградивме на стратегија која што ја имплементираме. Во меѓувреме направив неколку посети, 4 пати бев во Полска со цел да разговарам со мојот колега министер за одбрана, да видиме како Полска дополнително, бидејќи Полска е пријател на Република Македонија и го поддржува зачленувањето на Република Македонија во НАТО. Мината недела имав посета на Хрватска и Србија, каде што сретнав со моите колеги министри за одбрана и со претседателката на Хрватска, Колинда Китаровиќ. Претходно беше мојата колешка од Босна и Херцеговина во посета на Република Македонија. Периодот што следи интензивно ќе работиме да ја представиме Република Македонија како сериозна земја која што заслужува да биде членка на НАТО. Она што можете елоквентно го кажа претседателката на Хрватска, со тоа како ние се справуваме со мигрантската криза, фактички покажуваме дека ние заслужуваме да бидеме дел од НАТО и дека како земја ги исполнуваме сите обврски за безбедноста не само наша, и на регионот, туку и на Европа. Така да поддршката од сите соседи, посебно од земјите на рутата е многу значајна, на оваа мигрантска рута е многу значајна. Меѓутоа ќе искористиме да разговараме и со некои земји кои што се така наречени стари членки на НАТО, да и кај нив лобираме за Македонија да добие покана во Варшава. Токму за исполнување на стандардите на НАТО за Република Македонија неопходна е и модернизација на армијата. Докаде се плановите во оваа насока? Ние како Министерство и армијата на Република Македонија правиме перманентна анализа на потребите на армијата на Република Македонија. Јас како министер за одбрана по преземањето на мојата функција, уште во септември 2014 година, почнав интензивно да работам на процесот на модернизација. Во октомври и ноември во 2014 година беа основани 12 проектни тимови, интегрирани проектни тимови. Во секој од тие проектни тимови имаше меѓу 8 и 12 експерти од различни сегменти, кои некои беа од единиците кои би ги користеле тие средства, некои беа од генералштабот, од техничките служби, со цел да се направи еден пресек на тоа што е потребно на армијата на Република Македонија. Паралелно работевме со владата на Република Македонија за да се обезбеди финансирање на оваа модернизација и некаде првата фаза на овој процес ја завршивме во септември 2015 година. Врз основа на таа фаза донесовме еден долгорочен, го ревидиравме, фактички го ажуриравме долгорочниот план за развој на одбраната во период од 2015 до 2027 година. После тоа започнавме процесот на аквизиција. Се разбира, ова е сложен процес, ќе потребе, меѓутоа на добар пат сме да модернизираме армијата на Република Македонија. Кога зборуваме за модернизацијата на армијата на Република Македонија, тука треба да имаме два фактора во предвид. Првиот фактор е дека армијата на Република Македонија е гарант на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Исто така, вториот фактор е нашиот приоритет за членство во НАТО.
Република Македонија секоја втора година, заедно со земјите членки на НАТО, поминува еден процес на дефинирање на партнерските цели и со овие партнерски цели се дефинираат кој вид на единици од армијата Република Македонија се потребни на НАТО и исто така кој вид на единици се потребни за потребите на Европската борбена група. Секако дека има една синергија меѓу овие два процеса. Пред секако што кажав, најбитен е заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и паралелно со тоа потребите што произлегуваат од членството во НАТО. Да не заборавиме да го споменеме и проектот АРМ Мој дом. Видите, уште од самиот почеток, кога се обратив до припадниците на армијата Република Македонија, реков дека за успешна армија треба да имаме високо мотивирани, високо обучени припадници на армијата Република Македонија со соодветна опрема. Како министер започнав уште два други процеси. Едниот процес е зајакнување на образованието и обуката на припадниците на армијата Република Македонија. На Војната академија воведуваме новини, воведуваме постдипломски студии во значајни области. Една од новините е, например, постдипломски студии за сајбер безбедност. Тоа го правиме со партнери од другите земји членки на НАТО. Успеавме да упатиме и наши питомци за прв пат да поминат еден цел семестар заедно на школување во Соединетите американски држави. Од идната школска година ќе почнеме да имаме пред еден семестар предавање на англиски јазик, така да ќе имаме кадети од другите држави, од другите земји членки на НАТО на нашата војна академија. Припадниците на армијата учествуваат во мощни значајни вежби. Ја дадов инструкција до генералштабот учеството на овие вежби да го дизајнираме согласно нашите национални потреби и приоритети. И сега доаѓаме до третиот сегмент, стандардот на припадниците на армијата Република Македонија. Тоа е проект кој што беше започнат во 2010 година од мојот претходник и ваш сограѓанин министерот Коњановски. Јас го продолжив тој проект и фактички го донесов во една завршна фаза и се надевам дека за неколку недели ќе почне изградбата на првата зграда. За граѓаните може би интересно да се каже што се влегува во овој проект. Ние како влада, како Министерство за одбрана, со овој проект прво обезбедуваме бесплатно земјиште, односно добиваме земјиште на долгогодишен бесплатен закуп. Паралелно со ова најмивме фирма да направи проект за становите. Во самата градба комуналите кон општините ги плаќа Министерството за одбрана, а паралелно исто преговаравме и со банка која ќе ги финансира припадниците на армијата. Меѓутоа Министерството за одбрана дополнително на ова ќе ја плаќа и каматата на кредитите што припадниците на армијата Република Македонија ќе ги земат. Становите ќе ги продаваме по градежна цена, односно колку нас не чинела градбата, без комунали, без трошоци за земјиште, без трошоци за камати. Се надеваме дека ќе биде можна поволна цената и, например, еден поголем стан, трошобен стан, не би требало да биде повеќе од 30.000 евра, со тоа што припадниците треба да дадат 20% учество, што е 6.000 евра, и следните 20 години на 240 рати ќе плаќаат еднакви месечни рати на главницата. Значи, ако е, кој што реков, вредността стана од 30.000 евра, 6.000 учество, 24.000 евра на 20 години, секој месец по 100 евра во денарска вредност ќе исплаќаат. Тоа е еден мощен интересен начин како може да им помогне на припадниците на АРМ да го решат стамбеното прашање. Колкав број на станови се предвидени со овој проект или еве со колку ќе започнете? Видите, вака, во првата фаза ние направивме сондирање на интересот, се работи за околу 270 стана
и ќе пробаме во следните 12 месеци да почне изградбата на сите овие 270 станови. Меѓутоа, ова што сакам да истакнам дека ако има и друг интерес, и овој проект нема да заврши само во оваа фаза. И понатаму, после година, 2-3, ќе имаме нови офицери, нови професионални војници, може ќе имат они потреба да го решаваат стамбеното прашање. Овој проект ќе перманентно биде. Секој припадник на армијата кој што ги исполнува условите и кој што сака да го реши стамбеното прашање преку овој проект има можност да го тоа стори. Во однос на поддршката кон воспоставување на глобалниот мир и безбедност, армијата на Република Македонија има значаен придонес во повеќе мисии. Да, може да се пофалиме дека нашите мировници се наши најдобри амбасадори. Оваа недела правиме и промоција на книгата ИСАФ. Кога зборуваме за придонесот на армијата Република Македонија во мировните мисии, сакам да истакнам дека тоа е двонасочна венија. Во едната насока, ние како држава се покажуваме како достоен партнер на меѓународната заедница и помагаме на меѓународната заедница да воспостави мир, стабилност и демократија во другите делови во светот, од една страна, и се покажуваме дека сме вистински партнери, дека заслужуваме да бидеме членки на НАТО. Меѓутоа има еден многу друг значаен елемент. Нашите мировници во овие мисии се здобиваат со мощни специфични вештини знаења. Така да тие вештини ќе им помогнат да бидат подобри офицери, подобри војници. Сакам да истакнам дека од минатата година учеството во ИСАФ мисијата го подигнавме на многу повисоко ниво. Имено повеќе од половината од припадниците на армијата се офицери, тоа високи офицери. Горди сме што, например, скоро половина година заменик командантот на војната област Кабул во Афганистан беше македонски офицер, што е признание за квалитетот на армијата на Република Македонија. Македонија ќе продолжи да биде присутна во овие меѓународни мисии. Ние имаме наше учество во мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина, во мисијата на Обединетите нации во Либан, даваме логистичка поддршка на КФОР во Косово, сите логистички транспорти низ Македонија помагаме ни како армија. Сето тоа е едно огромно искуство за припадници на АРАМА. Ваквите мисии се двоен бенефит, споменавте и вашите посети и средби со вашите странски колеги. Поддршката ја добиваме. Кажете ми каква е размината на искуства со останатите земји? Видите, ние често на средбите покрај дефинирање на приоритетите во билатералната соработка и развој на планови за билатерална соработка во областа на одбраната, разговараме за одредени теми кои што се од секојдневниот живот на армијата, на Министерството за одбрана. Например, ќе споделам во Словенија со мојата колешка разговаравме за одбранбениот стратешки преглед. Секоја држава вакви прегледи на одбранбени прегледи прави на 5-6 години. Словенија го започна тој процес, кои се нивните искуства. Разговаравме за искуствата во образовниот процес. Исто така разговаравме размена искуства во учество на вежби, во планирање на тие вежби. Сето тоа е еден бенефит за нас како колеги. Се договараме за заеднички настапи во меѓународната сфера на регионални и глобални конференции. Понатаму договараме размена на војници, офицери на разни вежби. Сето тоа е еден интересен процес кој што е од корист за сите нас. Неодамна имавме 28 генерација на војници на доброволно служење на воен рок. Ги имаме ли доволно и дали во скора иднина ќе треба да имаме нови војници на доброволно служење рок? Видите, ние перманентно го промовираме. Служењето на доброволниот воен рок е многу убава активност. Ние како Министерство во периодот што следи ќе направиме и промоција за што повеќе млади луѓе да дојдат на служење на доброволниот воен рок.
Јас кога се сретнувам со војниците им го кажувам моето лично искуство. Јас служев војска, бев прилично стар, да кажем, 27 години за војник. Имав завршено и факултет и бев при крај на магистерските студии. Меѓутоа, тој период што го поминав во војската беше многу корисен за мене. Мислам дека секој млад човек кој што има желба да помине одреден период во војска, ќе има голема корист и за него, меѓутоа и за општеството. Ние во периодот што следи ќе направиме напори да ја популаризираме доброволното служење на војниот рок, да имаме што повеќе млади луѓе кои ќе поминани за оваа обука, веќе тоа ќе им користи и на ниво животот, меѓутоа и нас како држава. За истакнување и тоа што во оваа генерација, во последнава, имаше и припаднички од понежниот пол. Се зголемува ли интересот на жените за учество во армијата? Да, се зголемува перманентно. Да ви кажам, бев многу пријатно изненаден во класата која што започна своето образование 2014-2015 година од македонските кадети, повеќе од половината беа девојчиња. И да ви кажам, немаше никакво попуштање за да влезе, туку стварно тие беа мощни, квалитетни и си го заслужија местото во оваа класа. Минатата класа што заврши, двата најдобри кадети, односно питомци, беа девојчиња, што укажува на тоа дека војската и војната професија е блиска и до понежниот пол и дека и понежниот пол можна квалитетно ја извршува оваа работа, функција. И пред самиот крај на денешниот разговор, оваа година одбележавте 22 години од формирањето на специјалните сили на армијата. Во современи услови, специјалните сили на армиите се мощни значајни сегменти од армијата. Тоа не се големи единици, меѓутоа се мощни, добро обучени и ние правиме се што е во наша можност да овие единици ги донесеме на што повисоко ниво на оперативност и на развој. Ја како министер, една од првите средби мој беше во јануари 2015 година, заедно со командантот на полкот за специјални операции, да посетиме командата на специјалните операции на Соединетите американски држави во Тампа, Флорида. Воспоставивме и соработка со НАТО, со цел да овие наши специјални единици ги донесеме на врхунско ниво и можам да ви кажам дека сите ние како граѓани на Република Македонија, ја како министер, може да бидеме горди со квалитетот на нашите специјални сили. Би ја искористил оваа прилика, ако ми дозволите, да споделам една работа со граѓаните кои ја слушаат оваа емисија. Именно во рамките на армијата имаме мощна и квалитетна школа за пилоти за хеликоптери. Партнер ни е една реномирана компанија од Израел, меѓутоа има интерес да бидат партнери и некои компании од Соединетите американски држави. Ние имаме перманентно отворен конкурс за сите граѓани на Република Македонија, кои што се помлади од 27 години, кои што зборуваат англиски и има завршено високо образование. Така да конкурсот е перманентно отворен. Би ги поканил младите што ја слушаат оваа емисија да се пријават на овој конкурс. Ние правиме мощна, квалитетна селекција. Например, на последниот конкурс имавме пријавено 89 кандидати. На крај, кога ги завршиме сите тестови, тие тестови ги правеа и контроли ги правеа нашите партнери, реномираната компанија која што е тука. 8 од нив ги завршија и ќе го почна школувањето. Така да, ако има млади од Битола, кои и крајевите други што слушаат оваа телевизија, се заинтересирани да бидат пилоти, ги поканувам да се пријават и најдобрите ќе бидат избрани да бидат пилоти на армијата Република Македонија. Се надевам дека токму овој повик ќе биде што попродуктивен и дека ќе имате се повеќе и повеќе пријавени кандидати. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во емисијата Јавни политики на телевизија Мега. Благодарам и поздрав до вашите гледачи.
Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на емисијата Јавни политики. Наредната емисија е, веќе знаете, во вторник 20 часот и 45 минути на фреквенцијата на телевизија Мега. Пријатно!